Директоре, може ли да ми кажете кои се последните сумирани податоци за само попишување на диаспората? Податокот што го имаме заклучно со вчерашниот ден, односно од 8:30 утринава, е дека на оваа апликација се само попишале 121.850 лица, што е одлично. Дали ова значи дека прекина или барем делумно запре бојкотот во Австралија, во Америка, во Канада? Не можеме да одговориме директно на ова прашање, бидејќи податоците по земји кои ќе ги гледате се релативни. Треба да знаете колкава е диаспората во тие земји, односно бројот на нашите државјани, за да може да имате согледување што значи тој податок. Дали е тоа голем број попишани, дали е тоа мал број попишани или е согласно динамиката задоволитен податок. Меѓутоа, живнува. Значи, попишувањето, особено во Соединетите Американски држави. Има некои порасти во Канада и во Австралија, не знам колку е тој соодветен. Бидејќи една работа е диаспора која што е потекнува од нашава држава, а друго се граѓани со македонско државјанство. Значи, Австралија, Канада, особено Австралија, имаме огромен број на наши иселеници кои, за жал, го немаат повеќе нашето државјанство. Викендов заврши уште еден оглас за реонски попишувачи. Дали имаше доволно интерес? Да, имаше доволно интерес. Мислам дека е изосема доволно по пописите рони каде што недостасува попишувачи. Меѓутоа, со овој оглас е дадена можност и на оние лица кои што претходно се имаа пријавено на претходниот оглас, а не отидоа на тестирање од најразлични причини, да можат да дојдат на тестирање, кое се веројатно веќе е во тек. И тоа е финално со огласите. Директоре, зошто нема поагресивна кампања, повидлива за граѓаните да учествуваат во пописот? Кампањата е тргната и сега во овој момент е повеќе насочена кон нашите граѓани што се во странство, бидејќи тече овој процес на само попишување. Попишувањето во земјата се уште не е започнато. И разликите кои што ги имаме до пред недела дена и во овој период кажуваат на тоа дека оваа кампања вродува со плод. Само во текот на вчерашниот ден се попишани повеќе од 20.000 лица, само попишани. Што многу веројатно е и резултат и на кампањата која што интензивно се спроведува, особено на социјалните мрежи. Меѓутоа, морам да заблагодарам многу и на Министерството за надворешни работи, кое што исто така е вклучено во целата оваа кампања и кое што преку нашите дипломатско-конзуларни представништва врши масовно информирање на нашите сограѓани кои се наоѓаат во странство, користејќи сите можности. Друженија, клубови, црковни општини, останати религиски друженија и било што, секоја можност за која што се има информација, а ги имаат тие информации, се обидува да допре информацијата до нашите сограѓани. Но и антикампањата е се посилна, особено на социјалните мрежи. Како го коментирате ова? Тоа е нешто што навистина не можам да го разберам. Значи, тоа се луѓе кои што очигледно не ги сакаат добро на сопствената држава и на сопствените граѓани. Значи, не знам, јас со години укажувам, а и во принцип секаде во светот пописот е статистичка операција. И таа е во интерес на сите граѓани. Значи, пописот не се прави ниту за владата, ниту за некоја политичка партија, се прави за граѓаните пред се во државата, за да оние кои што носат, креираат и спроведуваат одредени развојни политики, имаат доволно елементи тие да бидат квалитетни политики. Да не се базираат на некакви си паушални оценки, на интуиција или нешто слично. Денес било која активност не можете да ја правите без информации. Значи, секојаш постои, во спротивно постои огромен ризик да промашите со таквата активност. Што ќе го сметате за бојкот преку кој не може да се помине? Значи, секое одбивање да се пушти попишувачот да го спроведе пописот е бојкот. Независно дали е тоа од која причина. Значи, ние прво немате контакт, нели, не ве пушта да влезете, а и не сме инспектори да прашуваме зошто не сакате. Едноставно тоа е обврска и треба. Ние ги имаме предвидено сите протоколи
значи Комисијата за заразни болести, потоа кризниот штаб и владата препорачаа многу строги протоколи, кои што сме обврзани да ги почитуваме и со кои се гарантира безбедност од здравствен аспект на сите граѓани. Ве разбирам, но ако се случи масовен бойкот? Па јас се надевам дека ќе има доволно разум во оваа држава, кај нашите граѓани, после 20 години без попис, да сватат дека ни е неопходна оваа акција и дека немањето пописни податоци од 2011 година не чини страшно многу. И како држава, и како граѓани, пред како граѓани. Сум давал многу примери за што се може да се употребат и искористат правилно податоците од пописот. Меѓутоа, и ова сум го кажал, ќе го повторам. Веројатно е огромен износ на инвестиции во земјата не се влезени само заради тоа што немаме податоци од попис. Компарираме со нашите соседи и гледаме дека таму многу повеќе се инвестира отколку тука. Една од причините, а можеби најголемата, е тоа што немаме податоци од попис. Никој не сака без информација да влетува во авантура, особено ако таа авантура значи трошење на голема сума на пари. Ајде да го преформулирам прашањето. Еве, например, ако 20-30% од граѓаните одбијат да се попишат. Значи, ние ќе ги направиме сите напори да го завршиме пописот. Не сакам ни да прejudicирам, нити да сугерирам. Напротив, може да сугерирам сите да земат учество, бидејќи во нивни интерес. Не е проблемот дали некој ќе биде казнат или не. Многу е лесно да го казнете поединец ако не сака да даде податоци. И тоа ќе го направиме, да се разбереме, нема да простиме. Меѓутоа, целта не е да собереме казни, туку да собереме податоци. Ние влегуваме во оваа операција која што се подготвува поприлично долго време, која што чини страшно многу пари, која што ангажира страшно многу луѓе и да биде залудна, навистина ќе биде страшно. Како ќе ги убедите граѓаните дека пописот е безбеден во период кога расте бројот на заразени? Прво, значи, ние сме луѓе и ние се плашиме за нашето здравје и за нашата безбедност. А сме дел од тимот што учествува. Понатаму имаме обврската да се плашиме и да бидеме, да чувствуваме одговорност и за лицата што ги ангажираме како учесници во пописот. И на крај се разбира, апсолутно мораме да водиме грижа и да бидеме одговорни и за нашите граѓани. Не случајно се донесени овие протоколи. Значи, тие се прво на наше барање, подготвени. Комисијата за заразни болести многу внимателно ги разгледуваше сите можни ситуации и донесе навистина ригорозни препораки. Тие препораки се преточени во одлука на влада и наша е обврска да ги почитуваме. Но и граѓаните треба да ги почитуваат тие протоколи, бидејќи не вреди ништо ако попишувачот дојде маскиран целиот, не знам, со комбинизони на себе, со калјачи, со маска, со ракавици, а ако тој се шета без маска, како граѓаниот. Или не можеме да гарантираме за неодговорно однесување на поединци после заминувањето на попишувачот, ако отидат во кафеана и се седнат со друштво и така натака. Значи, ние гарантираме за процесот на попишување. Од тој дел, апсолутно, ќе ги почитуваме до максимум сите протоколи. И нема да довееме никого во опасност. Ви благодарам. Мола.